Здраво, другари! Не. Нема шанси ако почне видеото глупости Бог да чуе. Здраво, другари, како сте? И ево, конечно дојде специјалот за 2000 сабскрајбери, што знам дека скапав. Ама прво не можев да одлучам што да биде. Оставив да ми давате некои предлози што да биде специјалот за 2000 сабскрајбери. И после не можев тоа да одберам. И сега имаше највеќе што беа за омегле дружење, ама ја сметам дека не знам. 2000 сабскрајбери мислам дека не се толку достојни за да правам омегле дружење, така што тоа ќе го правам на повеќе здравје, нели, ако стигнам така. Така што одлучив овој специјал да биде рум тур. Моментално се наоѓаме пред мојата соба, на која што се уште стои отпечатено нешто од 600 одделение кога бев. Поентата на ова ми беше кваката кога и идеш, демек кваката нешто тебе ти кажува и ти кажува тропни пред да ме пипнеш. Ова за сигурно годините кога сум почнал да мастурбирам. Океј, да испоштуваме. Добро дојдовте во мојата соба која што валјда веќе ја знаете затоа што милиони видеа имам снимано тука. Али како и да е, ќе презентираме поред. Кога ќе влезеш, прво имаш али што бесени што те мрзи да ги диплиш или да ги закачуваш на закачалка у шкаф и си ги оставаш на врата. Може би дел од нив се веќе за перење, ама јакната ми е уште тука. Мај месец е, јакната ми е тука. Ова ми е кутија со све од кабли, мабли, расипана и нерасипана технологија и техника. И ова ми се тегови кога на времето сакав да вежбам и не успеав во таа билдерска кариера. Дале, ова е мојот, не знам, фиоки, рафт, не знам што и да е. Горе овие ви ги покажано се друштвени игри, а горе обично ги ставам стварите кои што ми се као кути такви ствари од купени предмети. Мислам да, од тонер чувам. Океј. Тонер за принтер, милион прашина има горе, добро. Да си имам тука кутијата од апаратот, кутијата од сталагот и тако дале. Да, горе исто така го имам и ова. Ова е сталак за на рамења што се става, ама немам штраф. Таму треба да имам штраф, ама немам штраф. Треба да си земам штраф, за да можам да го заштрафам апаратот за ова. Надоле шо имам? Надоле имам ствари на киќе, неколку, за да не мора да си носи секој пат кога доаѓа. Нега си рандом книгички така троа што останале од детство. Кутија со колекција некои парфеми, марфеми, едно друго. Да, вакви рандом картички ќе наоѓате како оваа слични низ сите рафтови што ми ги има давано киќе за разни ствари, као поклончиња со се нешто, као посвети. Ова сме ја и сестра ми слика, да, ова сум јас со беретката. Та е Југославија, што ќе те научи. А и ова е друга слика со сестра ми исто така. Некои си рандом украси што повеќе зелено да има у собава, затоа што цела соба ми е зелена. Нормално пак некои поклони од киќе, картички, мартички, покетопка од киќе. Оваа книгата од киќе ми ја знаете. Овие одамна ги добив ко копли од Кока-кола. Некако не знам што се собира капачиња. Добро, слика со киќе, кај што се сакаме со киќе. Идеме на нареден, да, и картичка нормално, да. Идеме на нареден. Ова не се евросалфетки се. Идеме на нареден рафт. Таму позади ми стојат парфеми кои што најголем дел од нив не ги користам и стик кој што уопште не го користам и ова што е понатаму некоја маска од Куршумлијан, мислам дека е земена оваа нешто така. Ова се миниони кои што многу одамна ги имав сам направено, ама на времето има очи и очите им паднаа. Сега се крипи, ама пак се сладки така троа. Дале позади шо имам, не знам. Ова е таква коцкичка што се отвара, од киќе ми е исто така, нели, што од кого инаку, што е така убава. Така, интересна е. Супер, сега не можам да ја затворам. Тука ми се као дезодорансите и такви некои балзами едно друго. Ова ми е специјално, овој парфем ми е специјално спакуван у кутија и у кеса и у све затоа што тој го користам на патување кое идам. Ова ми е саатот, ми стои веднаш до дезодорансите и парфемите затоа што нели тие ствари ги користам кога искачам за да ми текне да го земам и пак не го зимам. Ова ми се научари, а ова ми е усна хармоника и ова е единственото нешто што знам да го свирам на усна хармоника. Не. Да. Идеме на нареден рафт.
Да почнеме од тука. Ова, да, како што кажав, од Кике свашта. Ова ми е некоја такво пуно со лекови, кои што најверојатно на сите лекови веќе им е поминат рокот. И понатаму го имаме најголемото збиднување. Тука ќе се потпрам да си правам муавет малце за ова. Океј, нема воопшто да си правам муавет за ова, затоа што ова срање, ова не е искористено минимум 10 години и ако не го фрлам во наредната година, ветувам дека ќе го чувам уште 20 години за да го однесам во музеј. Со далинско иде. Ова далинско. Далje имам ствари као празна шиша од Джек Даниелс кој што сум го испил и сум се надевал дека ќе го чувам за да ставам ракија внатре да наточам. Македонска работа. Ова ми е елкичка која што ми ја направи Невена. Невената девојчето од видевцето што правиме балончиња. Да, е многу добра. Со многу работи ми има правено, ама ова елкичка ми има оставено најголем впечаток. Добро, пехарчево ми го знаете за Иван Ајнштајн дека е најјачи јутубер умало. Друго, мислам дека ништо интересно немам навака, можеме да се пребациме на нареден Рафат. А нареден Рафат, имам претежно чувам некаде расфрлани ствари да, као, да, можеби со ова расфрлани ствари, ама се и битни документи имам тука, пошто ми се највидливо место ми е ова. И покрај тоа го имам ова. Ова е ствар која што ја добив на Twitter награди 2015 и го прави ова. Мислам као, фаќа ствари, не знам, еве ова ќе го фатам. Фаќа, не знам што прави. И така како го добив како награда дека доделував награда. Јас на друг доделував награда. Ова ми се добро влажни марамици, што Кике ги има стајано тука, не јас. Ова се книги кои што или се почнати па треба да се дочитаат или тек ќе ги читам. Идеме далje. Ова ми е шкафот кај што ми стојат лиштата. Нема ништо интересно внатре, ќе ви отворев, стварно нема ништо интересно внатре. Ова ми е ранчето, ова ми е столачето за апаратот. Понатаму сега малку ми е сменета собата, затоа што додадов некои многу работи и буквално имам укупно 6 чекори да направам унутра, затоа што наскоро треба да ми дојде нов кревет и ќе ослободам така малце простор. Инаку да, го знаете, смајлито ви го имам презентирано. Ова е лепенка Виена која што ја имам тука стајано за да ми покрие неизвадлив селотейп у позадината кој што сум го лепел како копи. И добри бувчево исто така го знаете. И понатаму го имаме добро познатиот знак. Тебе имаме, копач мој, најубав. Копај ми, копај ти, копачу мој. Среќен? Убав? Секси? Далje под него го имаме овој фамозен монитор кој што сакав да си го поврзам како втор монитор на мојот компјутер, а го имам одамна овој монитор. Сакав да си го поврзам како втор монитор, а решив дека сепак ќе чекам да си купам нов компјутер, пошто оваа конфигурација можеби нема да ми го издржи вториот монитор у најдобри услови. Далje имам гитара. Ова е најизмалтретираното суштество во собава. Значи ова ми е играчка, мислам очигледно, која што дури мислам дека да, свири, кое што никогаш не било играно, буквално никога сум бил мал. Никогаш не сум си играл со ова створење. Значи ова секогаш користело за подпирање на вратата онаму, подпирање сега на прозорот користи моментално. Жал ми е Чико што не сум те играла, да и нема раце. Искорнати му се рацете. Ке те пријавам на Паралимпијада и ќе освоиш прво место за најдобар држач на врати и прозори. Понатаму, ми е пенџерето, клима уред. Пенџерето на кое што се беси еден мајмун, знаете мајмунот, вајда, ако сте ми го гледале, нели, па тоа за роденденот што ми е видеото. Масичката ми е сенаменска, буквално, може да се почне од ова. What the fuck е ова? Ова ми се книги, тетрадки и такви срања за на факултет, као демек многу учам ствари. Ова ми е, да, очигледно што е ова. Тоа за апаратот кај што си го чувам и останати ствари, реквизити за и од апаратот. Две пепелјари за тоа што некојаш ми доаѓаат гости, што го пушат. Па тоа е тоа, масичкава горе. Доле имам на масичката нешто што не знам ни што имам. Тука имам спакувани ствари некои. Навака исто така некои дополнителни кабли кои што не ми ги собира во онаа кутијата за кабли. Кути од одредени мауси, телефони, рутери и слично. Греалката која што ми го спасува животот во зима затоа што парново не го пуштам. Сега, наредното што ќе следи е прилично ново у собава. Не беше вака до скоро, а нема да биде и за скоро. Затоа чекав као да го сменам овој дел у собава, па да снимам румтур. Амајт, нема везе. Значи, ова ми се мои две бироа. Очигледно дека ова е моје биро, кое што јас ја користам, а ова е биро кое што in the first place го качив за да го
поврзав вториот монитор за да имам каде да го ставам овој звучник, пошто немам место толку на бирото, не ми е толку големо. Али не сгрешив тоа што качев затоа што ова биро си го користи Кике која ќе дојде. Си се распостила тука лаптоп едно друго. Ја немам Кике у рум туров да ја видите дека ми е у собата. Па сега на ова биро што имам тоалетна за која тука ми се наоѓаат малтене сите текстови кои што сум ги напишал, нели? Рапери текстови пишуваат на хартија и така дале. Ова ми е тутун, тутун што си го мотам кога немам цигари. Ова се капачиња кои што ги давам на Кике да ја послужат за кулер. Тоа ви е добар лайфхек да знаете, само фали едно капаче, 4 капачиња ставате под лаптопот и имате кулер. Да, ова окей, претежно на Кике ствари. Аха, Харамбе! Харамбе уште е жив. Добро ми е ламба која што понекогаш си ја ставам или кога учам, а пошто ретко учам, си ја ставам да ми свети у фаца додека снимам некое видео. Пикадо го знаете, ова е како што можете да видите. Мислам дека може да се префрлиме на моето биро. Моето биро, окей, да ова се шишенца со водичка кои што ги користиме и ги надополнуваме за да пиеме и да се хидрираме редовно. Моето биро се состои од ваков подсетник кој што се запишувам ствари кои што нормално не треба да се подсетам и вакви стикери кога многу треба да се подсетам. Еве во овој случај сум ги ставил овие две. 20 април, интервју за виза. Окей, ова веќе не ми треба, имам виза. Дава ми е кантата. И Disable Resample. Ова сум си го запишал. Ова е функција која што треба да ја направам на видеата, на секое видео кога го едитирам. И секогаш заборавам ова да го направам и си го ставив одма над компјутер. И верували или не? Пак заборавам! Ова ми се пари кои што ги дужам и ми стоят тука за ме подсета дека треба да ги вратам. Ова ми се звучници што се секси. Многу се секси. Идат со ова. Ова ми е мониторот со стикерче од Кике дека ме сака, пошто иначе не знам дека ме сака. Ова ми се ствари како запалив материјал, резервен клуч од кола, отварач за пиво, сплитер за слушалки, чешел за брада, секогаш 2 кутии цигари, резервно USB, покрај трите што ги имам во новченик, далинско за клима и сега може би личат на средени, ги средив за видеово, признавам. На него снимав видеово, никад немаше можеби да си ја средам собата. Не дека сега нешто средена, мај. Океј, тука ми е одма од лева страна кога би седел на компјутер, одма од лева страна ми е мојот драг телефон за цело време да си го чекирам. Сигурно се прашувате што кур е со овој маус и што кур е со овој маус. Овој ми е мејн маусот, мислам, многу логично за тоа што вака ми иде раката. А овој маус мене ми служи како далинско, значи кога ќе си легнам, си го пребацувам натака негде и за да можам да си пуштам филмче, милмче. Anyway, ќе идеме после на ова. Сега за сега, тастатурата ми е ова, многу е гадна, одвратна, многу јако штрака, ама секси механичка тастатура. Може и не е механичка, не знам. Сестра ми ја купи кога ми ја расипа старата. Logitech ми зема гембар тастатура и ова многу штрака. И тогаш сестра ми конечно си замина од мојата соба затоа што не можеше да издржи јачината на звукот на мојата тастатура. Понатаму ја имаме фамозната веб камера која што има мутна флека у средината, кој што ме гледал по туги лайв стримови, пошто ја мој лайв стрим немам правено, кој што ме гледал по туги лайв стримови, знае каква ми е веб камерата и колку е ужасна, да ова е одделено едно од друго, ама некако се снаоѓам. Едина добра работа у веб камерава е кога ниедно светло не ми работи у собата, таа никогаш не ме разочарува. И падне. Понатаму над писито имам раперски елементи као капа Compton, капа Bronx, капата Bronx ми е од Германија, капата Compton ми е од AliExpress и ланче 50 cent кој што ми го дада другарчињата мало на еден настап, да и уште една капа привезок, која што е премногу голема за да биде носена на привезок, ама е совршена за да стои на зид закачена. Имам дечко со точак, овие ствари не ги памтам ни јас, овие ми стојат од кога живеам у соба, буквално од копеј. Имам саат со се огледало заедно што доаѓа и е многу секси. Не знам, мене многу ми се допаѓа. Ау, леле колку е прљав вака кога ќе дефу. Леле колку е прљав, човече. Па никад немаше да го приметам јава. Имам венец, кој што го користев еднаш за 1 април кога се маскирав во Дионис, тоа е богот на виното, нели? И 2 закачени тагови што сум бил на Twitter награди. Ова ми е сликата од Инстаграфи, кој што ми го гледал влогот. Ја знае сликата од Инстаграфи. Ова ми е уметност од која што највеќе ми се допаѓа дека типот со скршена рака и носи букет на жена му дома.
Под овие ствари ми се наоѓаат двата мои кревети. Фактички ова е мојот кревет кој што секогаш сум спиел од копил на него, но сега тој го поклонив некако на Кике, затоа што јас си земав друг кревет за да кога спие кај мене да не се туткаме на еден кревет. И сега имаме два кревети и токму затоа собата ми се состои од вкупно 6 чекори. Над креветите имам два вакви саати што се многу јаки. Би се моментално не штракат пошто не се навиени, а инаку работат и се од прадедо ми Тодор. Горе го имам ова. И можете да забележите од сега дека низ целата моја соба имам залепено тапети бамбуси, пошто сакам бамбуси, логично, нели? Работи што заборев да ги напоменам беше ова мојот компјутер со модемот таму у пичку матер кој што ми смета под нозе и едва чекам да го истерам од подбиро. Слушалките кои што ги користам за играње CS и за кога треба да средувам звуци. И под другото биро имам принтер кој што ми го спасил животот многу пати. Благодарам принтеру. Накратко, за да не правам посебно видео за сетап тур на компјутерот, ќе го имплементирам у ова видео. Ова ми е десктопот. Сакам прво да го анализираме малце десктопот од почеток до крај. Сликата ми е од Twitter, што пишува Иван Ајнштајн, сликава не е моја, не знам да правам вакви слики, сликата ми е симната од интернет, само Иван Ајнштајн си го допишав. Горе имам саат, знам дека и у соба имам саат, ама и тука имам горе саат, кој што доста ми користи. А веднаш доле имам мерач на процесор и на RAM искористеност, кој што многу ми помагаат, а ова ми е слика од тоа како јас го жалам мојот процесор, од неговата 100% искористеност, затоа што мислам дека во исто време рендерирав видео, рендерирав слика, играв и тако даље. Да почнеме од лево кон десно како сите нормални арапи. Прво имаш компјутер. Компјутерот ми се вика компјутер затоа што така сум го викал како мал. Затоа што јас имам компјутер од 6 години, а јас кога имав 6 години беше 1999-та, тогаш ретко кој имаше компјутери. Имав еден Pentium 2 и така од таа чест го крстив мај компјутер компјутер. Ова ми е серија која што ја гледам, не ви препорачувам да ја гледате пошто е ретардирана, а мене ми е многу јака и е многу брутална. Надоле, окей, да, ви ја покажав сликичката за да се потсекам како не треба да го користам компјутерот. Најдоле го имам ова, која што е on-screen keyboard, не знам колку знаете за ова дека постои, ама да постои ваква тастатура ако немате реална тастатура. И ми се вика, легнав сега да не станувам и ја користам најчесто нели кога ќе си легнам и кога ќе сакам да откуцам. Ова не смеам да го отворам, пошто ако го отворам толку ми е од животот. Овде ми стојат вакви символи кои што ми е полесно да ги копирам отколку да ги пишувам овие кодови за да ги добијам, пошто не ги памтам. Сега на десна страна од мојот десктоп се наоѓаат најгоре слики и видеа и затоа што највеќе ги користам овие за работа, едитирам слики, едитирам видеа, нели, ми стојат спакувани све у фолдери. Надоле, овие ствари многу често ги користам. Тие се Upwork и ми требаат пари, што е исто така Upwork. Кога ќе ме инвајтате на Steam да играме Counter, и ако ќе ви кажам не можам, имам работа, тоа значи дека го правам ова. Работам и заработувам пари на интернет преку овие две. Ова значи најверојатно го препознавате, ова е Discord и го имам крстено, ако го палиш ова најверојатно ќе играш. Steamот ми е крстен, имам за учење. Ова е TeamViewer, вајда знаете, што се користи да се влезе у еден у друг компјутер меѓусобно. Ова е бандикамот кога стискаш рец. Ова ми е Popcorn Time за со поканки и оваа игра се вика Епилепсија и наскоро ќе ја снимам, не ја отварам сега да ви ја покажам. Не мислам ја имам крстено Епилепсија, иначе се вика Super Hexagon. Не ја отварам сега, не ви ја покажувам, ама ќе ја снимам наскоро и ќе видите што се дешава во играта. И најдоле имам Recycle Bin, кое што памтам дека на времето, уште кога имав Windows XP, не можеше да се смени името на кантата и кога се обидов да сменам името на кантата, можеше да се смени името на кантата и затоа ја крстив. Може името да ти се смени? Си користам Fubar за музика. Ова ми е почнат цртан, пошто само цртан и гледам. Почнат цртан кој што не ми е моментално догледан. Користам Mozilla. У Mozilla сакам ситни работи да дзирнете, а тоа ми е дека да, нормално, редовно, дење ноќе, јас нешто некогаш со мојов гаден интернет аплодирам по цел ден. Ова ми се табови кои што ми се најчесто отворени, кои што највише ми требаат. Инаку, ова ми се букмарци, нормално. Букмарци, леле, букмарци, реко. Букмаркови кои што најчесто нели користам. Овие ми се за споделување видеа, да си ги рекламирам негде видеата, такви со YouTube, оние што се групите. Понатаму, Твитерот ми е пиленце. Фейсбукот ми е буквално преведен. Инстаграм. Јутубот исто така ми е буквално преведен.
YouTube. Ова е Dropbox, нели, Dropbox. Ова ми е возен ред на JSP, ова ми е Google Translate, нели. Ова ми е македонски речник, лексикон. Ова ми е друг речник кој што исто така користам. Затоа сум ја толку писмен, гледате колку ствари имам тука за писменост. Ова ми е, нели, Hotmail. Ова ми е тоа истото Upwork што ја кажав. Ова ми е кога ќе сакам видеа да снимнам и ги прашам дали се за надоле, или ако не ќе видеа, сакам само тоа музиката да ја снимнам, тоа ми се букмаркоите. Отприлика тоа сега да ви покажам од Mozilla-та, па и од компјутерот. Мислам дека беше сасвим доволно. Можеме да излеземе од тука. Дечки, тоа беше мојата соба. Тоа беше специјално за 2000 сабскрајбери. Од се срце стварно ви благодарам за 2600 и кусур више сабскрајбери. Тоа сум неодговорен за снимање на специјали. Стварно. Ама пак врти се очи на крај ги снимам. Ветувам дека нема да ве разочарам и ќе продолжам како што сум, нели, да почнав од сега. Ви благодарам што го гледавте овој специјал. Ако ви се допадна, оставете лайк, ако не ви се допадна, оставете дислайк. Оставете ми сабскрајб на каналот. Следете ме на овие места за други дисциплини. И благодарам што гледавте, тоа беше мојата соба. Чао, чао, се гледаме за брзо.